На 20 на дена пред почетокот на новата учебна година пред учениците, родителите и наставниците се поставуваат голем број прашања од аспект на тоа како ќе функционира образованието во сите негови сегменти. Сите се обидуваат да добијат одговори за да знаат што да очекуваат и како да се подготват за предизвикот. Во суштина, процесот ќе функционира како триаголник: наставник, ученик, родител. Родителите ќе мора да бидат вклучени во учењето од далечина и следењето на напредокот на нивните деца. Наставникот ќе има обврска да ги информира родителите за очекувањата од учениците, задачите што ќе ги добиваат, успешноста во нивното изработување, насоките за понатамошна работа. Наставникот треба особено да настојува да стапи во контакт и со родителите кои не пројавуваат интерес за учењето на детето. Во основното образование се планира комбиниран начин на оценување, што подразбира подршка на учениците при реализација на настава на далечина преку следењето на ученикот, како и повремени консултативни, односно менторски средби во училници. При оценувањето наставниците треба да ги следат принципите на формативното оценување за да се подобри учењето кое се одвива постојано и значи да се следи напредокот во учењето на учениците во текот на наставата. И формативното оценување кое е составен дел од сите фази во наставата, почнувајќи од планирањето па се до рефлексијата на наставникот за успешноста на часот. Инаку менторско-консултативните средби можат да се искористат и за тест или писмена работа по оние наставни предмети каде што според наставната програма тоа е задолжително. Наставникот треба да ги информира учениците за целта на средбата најмалку 3 дена пред нејзината реализација за да можат учениците да дојдат подготвени. Едно од суштинските прашања и дилеми секако е што ќе добијат, а што ќе загубат учениците, односно децата со новата национална платформа за онлайн учење.